Започнуваме со новиот оброк на денот. Исклучително ми е драго што и во оваа нова сезона ќе ги продолжиме нашите дружби и се разбира на некој начин едукации за нашите гледачи со Вероника Минов. Позната нутриционистка кај нас, дама која што секогаш ни е драго да ја имаме тука во кујната и драго ми е што и денеска со интересен рецепт и концепт за тоа што ќе зборуваме во следните 20 минути. Добро ми дојде. Добро бе, добро утро на гледачите на Телма. Да. Ти влие дождов, Вероника, или? Јас сум како есенско дете. Јас во октомври ми е роден ден, јас сакам дождов. Така убаво ми е, не знам. Реткост. Па не е реткост. Има луѓе навистина кои што уживаат и уживање, ама ние тоа зборувавме со колегата утрева да сме дома, не да сме на работа. Но добро, тоа е што е. Никако за таква топла есенска атмосфера ми топло лепче асоциација. Да, ова е сега, бидејќи немаме сега да го стопли, мислам да го направиме тука. Да, не е топло, али е многу вкусно и е уште повкусно кога ќе се јаде топло и кога ќе се исече и пака со путерче, може и со джемче или со ние што ќе правиме со урди така натаму, да, и сакав да го донесам, бидејќи нели стално имаме оброк на денот, но рецептот е многу интересен и приказната е интересна. Да, ќе ја слушнеме и приказната, но може прво да го погледнеме кусото видео кое што ти ни го подготви за тоа како навистина на многу брз начин, 10 начин, да, баш се 10-15 минути, така кажав јутрово во најавата, за да го подготвите и испечете, така? Па не, печењето е малце подолго, ама работата е не, 10 минути е само да го измешаш тие сите работи, може и пократко и потоа подолго се печи, ама реалната си го прави своето. Да. Добро, го гледаме видеото, а потоа се враќаме во студио да ја слушнеме и убавата приказна зошто Вероника одлучува да прави вакви здрави комбинации на лепчиња. Ете го лепчето вчера вечер печено, денеска тазе донесено. Го гледате во кадар, а ние денес ќе ви дадеме совети за тоа зошто треба да почнете малку да ги менувате навиките во вашето секојдневие и исхраната и од време на време, ако не секој ден, кога се може, да си подготвувате домашен леп кој што ќе биде здрав. Зошто и како Вероника почна со подготовка на вакви здрави вкусни лепчиња? Да, прво, они го видоа гледачите овој рецепт, но јас правам и од леќа, црвена леќа, од наут, многу, од грав дури може да се прави, од лен. И причината која што почна беше во последната година од моите студии, кога влегува во физиологијата на човечкото тело и ја разбирав таа врска панкреас, инсулин, шекер. И бидејќи мајка ми беше диабетичар 20 години веќе, и уште е, сакав некако тоа што го учев да го применам кај нејзи. Првата клиентка моја беше таа. И почнав од лепчињата кај нејзе примената да ги променувам, бидејќи таа беше учена дека со секој оброк мора да има лепче или скроп. Тоа го советуваат медицински лица? Па на нејзе така го советуваат, но тоа е друга тема, не мора да има, само треба да се намалат инсулинските единици во тој случај, ако нема. Но така таа имаше лепни единици, броеше и со се јадеше лепче, ако не јадеше компир, например. И се бореше долго време со шекерот, бидејќи никош не може во контрола да го стави, и јас реков, еве сега јас све што научив ќе применам кај тебе, и прво почнав, како што кажав, од лепчето. И видов голема разлика. За колку време?
Па одма се гледа тоа, например, потоа, например, шеќерот на редниот ден, па после на редниот ден не имаше тие скокови нагли, што прават проблем. Не е само лепче да туку, например, таа се заситуваше, ова лепче едно е доволно, некој ќе каже, ама е скапо да се направи. Да, ама нема да го изеш во еден ден. Толку заситува што може во фрижидер се чува. Да ти трае неколку дена, точно. Да, 3-4 дена и ќе ти трае, затоа што навистина едно заситува. Па така, например, почна постепено и килограмите да се намалуваат, неки не јадеше често, едно парче јадеше, гликемијата и беше одма постепено, нели, и се намалуваше. И, например, мајка ми, еве, јас ги охрабрувам сите што имаат диабетес, таа се боцкаше 2 пати 38 единици на ден, мислам 2 пати во денот, сега се боцка 10. И тоа е голема разлика. И ако се фати на време диабетот со промена на начинот на исхрана, со внесување не само на лепчиње, туку на исхрана богата, ќе кажеме зошто е тоа добро со влакна, може да се даде во ремизија, реверзибилност е диабетот. Кај неј заеве само што се намалија инсулинските единици, а со тоа инсулинската чувствителност се зголеми и воспаленијата и се намалија. Значи, да, али беше касно, така кажа, затоа што тој диабет донесе други болести кај нејзе. Но, ето таму почна тоа. Убаво е да се потенцира дека пак се е до храната. Така, особено кај диабетот. И кај начинот како го живееме животот и како се исхрануваме, што внесуваме во себе. Да, и кај диабетот е храната и стресот, на храната има голем удел и мислам дека луѓето толку многу ако почнат да се едуцираат во однос на исхраната, може да ги намалат инсулинските единици, да го спречат развојот и така. И причината зошто ете тој лепи го направи тоа, нели, на мајка ми да има постабилна енергија, да ги намали инсулинските единици, беше бидејќи самиот овој леп, како и од леќа, како и од киноа, содржи многу влакна, значи многу растителни влакна. И јас на моите социјалните мрежи постојано зборувам за диететските влакна. Знаете, сите се фокусираат с големите ги протеините. Јас се фокусирам с големите ги влакната и има причина. Ти понапоменав и претходно, во светски рамки, луѓето самите може тоа да го изгуглат и да проверат, во светски рамки внесот на протеини е над препорачената доза, а внесот на растителни влакна е 90% под препорачената доза. Тоа е ситуација и кај нас, така? И кај нас луѓето така размислуваат. Тоа на што сметаш дека се должи, Вероника? Можеби така тренд. Протеините, да не ме разберете погрешно, се многу битни, нели? Мораме да ги внесуваме. Но ние не треба да внесуваме повеќе од што ни е потребно. Ако ни е потребно еве 60 кг на пример, некој ако е активен може малце да се зголеми 60-70 грама на ден и тоа може преку исхрана да се внесе правилно искомбинирана. Ме разбирате, да има и протеини, но не да се фокусираме само на тоа, туку треба да почнеме и на влакната. И сега јас каде се имаме диететски влакна, што е добро да се внесе? Најмногу има во мешунките, граф, леќа, наут. Потоа има во целите семиња. Значи цел зрно на овес, јачмен, киноа, значи во овес, нели, во сите тие цели зрна. Потоа имаме во јатките, семките, например, овие што се семето од лен, чија, многу диететски влакна има, и потоа одат зеленчукот и овошјето. Јас намерно донесов сега ќе видите пат домат и крставица, затоа што многу луѓе им кажувам јади салата и ќе стават ова две. Но нема толку тука диететски влакна колку што ако стават морков, цвекло, еве ова рукола, во тоа има повеќе. Значи треба да име разновидна, да не биде еднолична, така индиректно ќе внесат повеќе влакна. Али најмногу има од сето овдека, најмногу има во ова. Колку е препорачан дневен внес? Има таква нешто? Да, има 35 грама од прилика, а може, еве на пример, овој оброкот сега што ќе го направиме е околу 18 грама, што е веќе половина од дневен. Половина, да, со само еден оброк. Да, а сам ќе видите сите тие додатоци што ќе збориме како што ќе го правам може да го зголемат, нели? Добро. Сакаш да почнеме да подготвуваме или? Да, може, само сакам да го доврзам, тоа е најбитното. Зошто рековме, нели, добро да се користат влакната, да се внесуваат што повеќе во диететски влакна, така е. Јас многу сакам студии и кој ме следи на социјалните мрежи се ми е преку научни студии и верувам во нив, затоа што не можам јас да верувам во некоја книга што ќе ја прочитам, некој што работи со исхрана и го напишал тоа. Туку мора да е рандомизирани клинички студии, обично ги гледам. И има една голема сега во 2025 година излезе Umbrella се вика, мислам, тоа значи опфаќа
33 метаанализи, околу 17 милиона луѓе. Значи е земена вкупно од сите студии, каде што докажало дека луѓето кои што јадат диететски влакна, нивната долговечност живеат подолго. Нивниот животен век се продолжува. И исто така ќе ги споменам, може некој веќе знае за тие плави зони. Има и документарец на Netflix кој ги охрабрувам да го гледа и тоа е вистинска студија што е направена каде што одат низ светот и ги откриваат 5 зони во светот каде што луѓето живеат до 100 години. Каде се тие? Икарија, Окинава во Јапонија, Икарија, Грција, Сардинија, во Шри-Ланка има и во Калифорнија. Насред едно место во Калифорнија што беше чудно затоа што околината не живее така, ама баш тој комјунити, тоа заедница беше долговечно 100 години. И за Икарија е чудно бидејќи тоа е едно мало островче во грчкиот архипелаг, нели? Се наоколу не е така. Мада они, пак е медитеранска исхрана и тамо, но начинот не е само исхраната. Грото од исхраната кај нив е вегетаријанска. Јас ќе напоменам, не ги терам луѓето да бидат вегетаријанци. Ова е протеински, има јајца и грчки јогурт. Но клучот е дека јадат повеќе растителна храна. И тука се влегуваат тие диететски влакна, бидејќи самите диететски влакна ги намалуваат липидниот профил, го подобруваат. Инфламација, воспалението го намалуваат преку збогатување на тој микробиом, што јас сите емисии го спомнувам, поврзано е, зголемуваат инсулинска чувствителност. Така да е поврзано со се. Да. И навистина, еве уште еден показател дека веројатно тоа ако го почувствувате на своја кожа или го примените, ќе си ги почувствувате за брзо бенефитите, дека навистина потребно е да се внесува во организмот диететски влакна со цел нели да живеете и полесно, би рекла. Полесно ќе се чувствува, повеќе енергија ќе имате, постабилна. Јас уште едно ќе кажам, имав една клиентка девојче со тип 1 диабет, они имаат така построга диета треба да имаат затоа што кај нив бета клетките во панкреасот не функционираат. И од кога почна со тие мои рецепти, ја ги давам стално лепчиња, не само овој многу, кај нејзе она имаше апаратче, има се уште, нели го носи и можевме убаво да видиме како гликемијата е постабилна после конзумација на домашни лепчињата така со повеќе диететски влакна. Добре, може да го пресечеме во лепче, што многу убаво мириса. Не се сомневам дека е и многу вкусна. Па може додека Вероника ни го подготвува оброкот. Ете, ќе го тргнеме. Сакав да кажам на колегите, да ни го испишат рецептот, да видат што се е потребно. И зошто се вели дека е многу скап, па не е толку многу скап овој леп на крајот? Не, и како што кажав, заситува многу, видите колку е густ, и кога се јаде дури имав една клиентка вака ми вика, леле, джвакам, многу джвакам, ми треба време и на крај се умори вика се откажав и од јадење. Не, ама навистина треба да се джвака повеќе. Една кришка значи ќе биде доволна. Да, сега доколку ги сечете подебели, нели една е доволна, ја се вака ќе ги ставам двете потенки. И овака како што го спремиме оброкот, може некој сака да знае, има околу 550 калории, што е супер за еден оброк да се има како, особено појадокот, пошто јас кажувам дека појадокот е доста битен да биде правилно избалансиран. Сега, урдата е многу добра за протеини, нели да внесеме протеини. Таа е попосна, например, него од некој друг намаз да внесеме, нема толку масти, е богата со протеини. И сега намерно направив тука, може едно само, еве оваа. Намерно донесов еве графче. Некој прави со нели хумус го правиме. Може едноставно само еве графчето овака, ги има во тегли, во конзерви, а може и да ги си сварите како сакате. Или пак наут може. Ете, обично нели хумус многу често се става, но еве чисто да знаете дека можете и од графче да си направите. Да, намаз, дефинитивно. И нели јас го донесов тоа лук што еве го, што го тргнавме. Да, еве со лукче, пошто да не стискаме во прафе. Лукчето да му внесе вкус, нели масло се може да ставиме малце. Да. Кој внимава на килограмите со маслото и покретот што е здраво, нели ова масло. Да, и тоа е интересно бева што го спомена. Колку е? Една лажица има 120 калории и тогаш луѓето на пример викаат: "Ама јас не слабеам, све јадам како што треба." Добро, да, ама ако ставите 2-3 лажици во тоа и го изедете на доручек, потоа на ручек, калориите се зголемуваат, а за слабење или за одржување на килажата се е до
калориите, колку внесуваш, колку изнесуваш. Сега, намерно направив едно со гравче, затоа што овака, едното е, например, со протеини, ама во ова исто има протеини и само мала разлика, помалце протеини има од урдата. А внесувате истовремено многу од диететски влакна. Затоа што тие се едно од побогатите. Добро. И лелете ги јајцата. Јас и вака исто така им кажувам на луѓето јадат јајца и викам варете ги, не ги пржете. Истовремено така ќе заштитат и со мастите, нели? Ако даете што е како се вика да го лупам јас ова? Добро, еве, како ставаме, јас не го излупив претходно. Добро, ајде колку за да прикажеме, може би доволно и едно. Едно, да. Инаку да, јас ги охрабрувам луѓето да си ги варат јајцата, не дека не е убаво и да го испржиш, али подобро е така помалце масти. Ова ми треба водичка, ама нема врска, вака ќе го пресечам за да го исплакнам ако не сум го така, да. Исто така еден трик за секој што сака да внимава на килограмите е едно јајце има околу 70 калории, например, ако ја извади жолчката, не викам да целата, ако јаде две например јајца, едната жолчка ако извади ќе заштеди 50 калории. Така да ќе остави една за здравје и за мозокот, но другата ќе ја извади. И еве, например, многу од луѓето еве јас ќе ставам овие, ќе стават, например, кога ми сликаат, моите клиенти ми сликаат што јадат. Да, како, например, ги беше... Дали нивните чини почнуваат да наликуваат на твоите? Да, постепено. Прво, тие одат по рецептите кои што им ги давам, но некогаш не можат да го направат тоа и самите импровизираат. И секогаш ги учам како да направат чинијата побогата и стално кога ми сликаат прво е само домат и крставица. Например, салата сум им кажала и они ставаат домат и крставица. Сега во доматот многу здрави се, но нема толку диететски влакна како што има например како што кажа во морков, рукола. Да. Цвикло. Да. И еве и крставичка, значи што побогата со растителна исхрана. Одлично. Крставицата измиена и секогаш, кажувам јас и друг пат со лушпа, да не ја лупиме. Многу подобро да не ја лупиме. Да, има нерастворливи диететски влакна. Сега го донесов и оригано. Мислам дека медитеранската исхрана или во Грција стално не ставаат и оригано. Кај нас не ставаат, шопска не ставаат, така. Во самите овие зачини имаат многу растителни влакна, сега ти треба да се земат во големи количини за бенефитите да ги земеме, но ако ставаме во текот на денот и во појавокот, од секаде помалце, во трите оброка што ги имаме, главни ќе се влијаат, ама не само тоа, тие се со полифеноли. Полифенолите се антиоксиданти и плюс се за храна за микробиомот. Така да јас ги охрабрувам луѓето исто да почнат да употребуваат што повеќе зачини. Еве вака дека оригано што е научно докажано дека има антиинфламаторно дејство и на крај чинијата да излеа како виножито. Да, имам еден комплетен оброк кој што верувам дека ќе биде инспирација и за многу други луѓе, особено да го потенцираме и сакаме да го потенцираме, тоа и денес ни беше целта, моментот да си правите дома протеинско здраво лепче. Ова е протеинско, ама има например ова, извини што те прекинувам, може да се направи и без јајца и без грчки јогурт. Може да се направи посно. Само што трикот е јајцето да го заменат со лен. Така е, затоа што сврзува или с чија или псилиум. Тоа не сум го знаела. Да, псилиум, затоа што тој абсорбира така водата и дава една компактна... Има лепчиња само од лен да се направат. Значи, истото може и посно да се направи. Истото може и како милибро да се направи во блага варијанта со суво грозје. Па да се јаде со урда и например и овошје. Мислам дека кога ќе почнат еднаш и потоа сигурно ќе експериментираат со сите овие работи кои што ги кажа, бидејќи навистина тоа е една фантастична дружба во кујната сам со себе кога можеш да експериментираш и да буквално уживаш и да видиш од што се може да се направи леп. Да, така е. И не треба многу време. Значи само тоа, може додека прават нешто, гледаат некоја серија или со децата учат, јас мислам дека мајките може да направат едно. Мајките можат се. Вероника, фала ти многу. Фала ти и за лепчето кое што ќе биде утрово и наш појадок. Меѓу другото, а се надевам дека ќе бидеме доволна инспирација за оние кои што не гледа да навистина направат некаква промена во секојдневната исхрана, да поработат малку повеќе на тоа зошто е потребно да се внесуваат
добиваат диететски влакна, затоа што и Вероника, преку сите тие научни истражувања кои што можете многу често да ги гледате на незиниот профил, кажи си го слободно профилот. Nutriwell се вика на Инстаграм. Ете, така, да си потврдите и да видите зошто е добро да се разбира ги внесете повеќе или почесто во вашата исхрана. Ти благодарам многу. Мислам дека овој рецепт е веќе објавен и кај тебе на социјални мрежи. Да, го имам јас претходно направено, може да го најде, да. И многу други секако можете да најдат. Да, киноа и од леќот се. Фала ти многу, фала ви на вас што не следевте, останете на Тилма, продолжуваме со другите содржини.